Добар ден, гледате анализа. Добар ден за моите гости, Горан Трпеновски, поранешен антикорупционер, но и поранешен новинар. Абдулјади Вејсели, поранешен пратеник. И Сефер Селими, политички аналитичар. Говориме се разбира за големата победа на ВМРО-ДПМН, дали е навистина толку голема со оглед на малата излезност, но сепак фактите велат 55 градоначалнички места се во прашање. И денеска можеме исто тоа да почнеме. Денеска Дуи имаше состанок на врвот. Може со вас, Абдулјади Вејсели? Може. Ахмети пред некој ден, односно во после првиот круг, кажа, дури изнервиран, налутен, кога беше прашан за оставка, дека воопшто не може да стане збор и дека станува збор сушност за победа на Дуи. Но тоа не е така, бројките тоа не го велат. Велите ли дека Дуи може да обстане без Ахмети? Зошто тој не помислува да си оди? Зошто би барал реконструкција на раководството, но тој да остане? Слично дали ќе биде и во СДСМ, после ќе говориме. Па јас би рекол дека сега не се знае ништо, се е знак прашалник, што ќе се случи во иднина во самата партија која прв пат можеби народни гласови добил, меѓутоа ја губи власта, ги губи позициите во општините и добива неколку мали општини кои не се ни битни. Втора работа, јас можам слободно да кажам дека и тие гласови што ги зел Аки коалицијата, не само Дуи, нели, Аки коалиција со двете алијанси. Јас мислам дека неговото име ги добил тие гласови. Меѓутоа структурата надоле му сега не знам. Не можеше да се снајде од позиција во опозиција, дека прв пат одат на избори каде што од местото на каде се надпреваруваат, прв пат беше во опозиција. Дека сите избори ги добил во позиција на позициона партија, на владина партија, дел од влада, имаше општини, значи и така натаму. И јас не мислам, не знам што ќе се случи, меѓутоа мислам дека без Ахмети нема ни Дуи. Јас тоа го гарантирам, без него нема Дуи, дека он е столбот што го држи, види таа тоа е самото Дуи. Види, во самото Дуи имаш еден конгломерат. Добро. Таму немаш веќе лева, десна, све заедно. Зошто не гледате во Бујар Османи, негов наследник? Не можам да гледам поради тоа што он изгуби на избори. И со тоа... Но добро, честиташе достоинствено победа. Беше играч, меѓутоа он е повеќе административен играч, него организационен и во терен. Тоа ти е најважното што јас мислам дека опозицијата воопшто погреши со кандидатите на имињата во многу општини. И јас мислам дека револтот на граѓаните, победата на Влен вреди, е повеќе револтот кон одредени структури на Дуи и гласање за вреди и Влен. Сега, во овие избори прв пат се случува од 90-те години дека владина коалиција се бори или се надпреварува со еден дел од опозицијата. Дека и опозицијата не беше заедничка. СДСМ поради лютишот што го има со Дуи, дека сака да се дистанцираат. Они сокрани дека фактички во оваа состојба во која СДС кривицата е кај Дуи, може би е и така во овие 7 последни години кога беа во владина коалиција. И тоа сакам да се навратам дека прв пат се случува во Македонија владина коалиција, значи владата да се бори против една опозиција. И тука е многу тешка. Многу тешка борба и битка, и јас мислам дека во овие избори сите беа против Дуи. Сите беа против Дуи или Аки, како ги викат, Алијанса за обнова. После ќе ве прашам дали воопшто ќе постои, но ајде Сефер Селими, вашиот став. Што гледате после тој конгрес? Некакви револуционерни обиди за реформи или само козметички?
Ја можам малку За Дуи порано говорим. да се вратам и во делот да се Добро. наврзувам со победата на Влен. Ја мислам дека тоа повеќе победа на ВМРО. ВМРО успеа да ги земе во коалиција, во влада вреди како губитници и сега ги инсталира како победници во општините каде што албанските граѓани се мнозинство. Но го киднапираше Кичево. И тоа меѓувреме. да, ќе се можеме и за Кичево да зборуваме. И тоа покажува прво дека вреди е навистина вредлив проект за Мицковски и можеби една од поголемите грешки на Дуи и коалицијата што ја предводеше беше подценувањето на мобилизацијата и интересот на Мицковски директно и на ВМРО да му успева овој проект. И тоа може да се потврдува во сите општини каде што гласовите на ВМРО ДПМН биле пресудувачки за кандидатите на вреди. Само земете го општина Струга како типичен пример. Таму независниот кандидат за градоначалник господинот Чира добива речиси двојно повеќе гласови од ВМРО, па и СДСМ, па и други македонски политички партии, отколку од самата вреди. Така да тука се гледа колку сериозно се инвестираше ВМРО ДПМН да му успее овој проект во албанскиот политички блок и со тоа на некој начин да го пензионира, како што сакат оние да викат, Ахмети и Дуи. И тоа, како втора точка, сакам да го потенцирам дека му беше потребно на Мицковски, не поради тоа што го мрази Дуи и Ахмети, но токму поради тоа што на ова влада му не достигуваат успеси. Нема со што да се гордее пред граѓаните и му требаше наратив со кој ќе може да мобилизира. Видовме дека и покрај Со национализам да мобилизира. Национализам и анти-дуи сентименти. Да, кој го нахрануваше веќе со години назад и ова и од тоа ќе живеат граѓаните. Да, овој пат му успеа. Тоа ќе биде сервирано секој ден за доручек, ручек и вечера. Да, во недостаток омразата кон бугарите, национализмот кон албанците се сега доаѓаме кај Дуи. Мислам дека прв пат Дуи била поразена во општините со градоначалнички места. Иако оние го има својата победа таму каде што се мери гласот на албанците, сепак таму еквивалентно имат, ја држат статус-квото од претходните парламентарни избори, меѓутоа во градоначалнички места, таму каде што е извршната локална власт, тие потврлија целост. И да, се согласувам дека има, и затоа овој конгрес би бил добар почеток за господинот Ахмети и самото Дуи, да направи сериозен пресек и да најде начин како во главните позиции каде што се носат одлуките да има обновување, да има свежа крв и нови идеи и нов пристап кон политиката. И кога викам тука нов пристап кон стар лидер. Па ја мислам дека господинот Ахмети полека природно си доаѓа кон завршување на својата политичка кариера и сигурно му е потребно. Беше изнервиран, кажав, кога беше прашан за оставка. Како и да е. Тоа се нормални текови и во политичкиот живот, но и во човечкиот живот, сакате да кажете. И во политичкиот и во човечкиот живот. Меѓутоа, јас се согласувам дека во овој момент Дуи не може да опстои и да постои без господинот Ахмети. И затоа мислам дека овој конгрес е добар старт за транзиционен период каде што во чело на Дуи ќе треба да се најде човек кој ќе може тој конгломерат на различни локални шерифи би рекол Мицковски. Шерифи, па ја видете, нашата политичка сцена така функционира со локални политички шерифи во сите политички партии. Сега ќе треба да се најдат некои поудобни и подобри локални шерифи кои ќе можат
да се здружуваат и да останат заедно во НАИ, за да можат да не го изгубат тој 20 годишен капитал креиран во албанската политичка сцена. Сепак политичките партии, колку и да се корумпирани, колку и ние да ги нарекуваме корумпирани, лоши и така натаму, тие се општествени капитали во кои ние со гласови, со поддршка, дури и со тоа што им го веруваме нашиот живот и на нашите деца, се инвестиција од кои треба да бараме отчетност и да ги подигнуваме цело време очекувањата за нивното однесување и нивниот пристап. Тоа важи и за македонскиот политички за блок. сите политички. Да, секако, тука нема. Не ги изземајте. Да се дополнам, трпеност. Директно ќе дам како роден во Западна Македонија, од Струга и долгогодишен новинар кој што ги водел политичките настани, посебно Одличен познавач Горан Трпеновски и на политичката сцена низ децениите, да. И можам да кажам дека и од последните изјави на лидерот на Дујали Ахмети, тој нема да поднесе оставка. Најголем аргумент му е советничките листи. Дека на советничките листи изразена е волјата на албанците. Што е точно. А за кандидатите за градоначалници, таков е резултатот, бидејќи коалицијата Влен вреди беше во коалиција со ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН како свој коалиционен партнер максимално ја го испочитува договорот. Значи има договор заедно, влада има направено, мора да има доверба, го испочитува договорот и секаде онаму каде што членовите на ВМРО ДПМН беа во мнозинство, им дадоа поддршка на кандидатите на Влен и тие има добар резултат. Конкретно Струга, во македонските села, македонските гласачи гласа за независниот кандидат Менди Кира, иако и кандидатот на што беше на неј е одличен, докторот Арсим, но сепак мора Али Ахмети и Дуи мало наративот националистички да го намалат. Веќе не поминува. Ево, за вториот круг на избори во Струга, скоро 5200 или 5500 гласови од СДС македонски не дадоа поддршка никому. Замислите да беа во коалиција, како што се беа, тие гласови Струга ќе го добија. А не може тоа да го македонците, посебно членовите на СДСМ, бидејќи однесувањето на Дуи кога беа заедно во влада, толку многу ги понижи, што беше една од големите причини за да ги изгубат изборите. Сега се покажува дека мораш да имаш коалиционен партнер, не можеш било кој да го понижуваш, да ги има гласовите не само во Струга, во Тетово, значи другаче беше приказната. Значи вамо имаш коалиција Влен, Знам и ВМРО, вамо ќе си имаш коалиција Дуи, СДСМ, да имаше на рамноправни основи и другаче беше приказната. А ВМРО ДПМН целосно ги спочитува договорот за што го има и мислам дека Дуи мора да направи длабинска анализа и малку наративот мора да го промене, дека не може без вомешаните средини, без гласовите на ромите, турците, бошнаците, македонците и обратно. Не може. Ако ги ти по етничка основа, ако ги споиш, не можеш да добиеш. Имав ни во Кичево примери порано и во Струга порано, не можеш да ги добиеш. И мислам дека треба Дуи да се преструктуира и мислам дека ќе направат нешто. Има таму кадар. Барем јас што ги знам, имаат луѓе, имаат кадар, али точно е, ова се согласувам дека Али Ахмети може ни за сега темелот и тој ќе биде разнишен. Да, бидејќи имат и тие различни не само подкопан, туку и нема да постои партијата. Само има различни струи. Али ќе видиме. Добро. Кој сака? Добро, сакате вие Весели? Коалиции не дека не постоеле и порано. Коалиции помеѓу партиите имало и порано. Во Македонија
секојаш се знае, сам во Балканот, во Западниот Балкан се знае дека само во Косово партиите на власт не можат да ги добијат локалните избори. Во Македонија од 90-та година, од независноста на Македонија, изборите локални ги добиваат партиите кои се на власт. Меѓутоа, овој пат треба да им се честита на Влен за организационата поставеност и за добрите односи внатре во коалицијата, поточно со ВМРО ДПМН, дека знам пропадна. Не, јас мислам дека и нема да има понатака, едва и победи во Куманово, мислам дека тој и не заслужуваше да победи во Куманово, меѓутоа победи, нека му е честито, меѓутоа Влен се постави организационо. Значи, двострано, и за себе, и за партнерот. Затоа мислам дека сега они имат апсолутна власт. И Влен, и ВМРО ДПМН, и тоа е таа пиедесталот, на тоа нема. Трите власти ги имат, преседателски, Што е опасно? парламентарни и локални. Тоа е опасно за едно општество, јас не знам во која средина локалните избори само во Македонија се случува тоа. Меѓутоа јас мислам дека овде беше гласот за Влен, повеќе беа антиглас на Дуи, не го поддржуваше на Влен. Не може за 1,5 година или 2 години постоење на Влен и излегување на еден дел од Влен, Таравари, нели, излезе, пак меѓутоа толку противници направи Дуи, не знам зашто, само поради некои структури кои се внатре, кои заработиле од таа работа, а на крај поради тоа луѓето значи не гласале поради тоа што се членови и симпатизери, ама гласале за Влен поради инаетот што го имале со структурите на Дуи. на Дуи. Не е клиентелизам во прашање? Тука е, молим? Не е клиентелизам во прашање? Да. Да, сега, во овој правец се помогнаа едни на други и прв пат се случува. Например, јас не памтам јавно, и сега не е јавно, меѓутоа ние сме имале коалиции, например во времето на ПДП, па после било ДПА, вие знаете ДПА ги врзуваше знамињата со ВМРО и ДПА, ама тоа беше транспарентно. Да. Овде потајно, Но успешна операција, успешна операција со тоа што луѓето ги прифатија тезите на владата дека Дуи е корумпирана, Дуи е ваква, Дуи е таква. Меѓутоа, во Дуи, јас преска не завршив, во Дуи има секакви идеологии. Ние во албанскиот блок, условно кажаме, немаме десна и лева партија, како што има, условно кажам, во македонскиот блок. ВМРО е десна партија, СДС е лева партија. Сега ќе ви кажам, Али Ахмети и Дуи, челникот на Дуи е социјалдемократ. Социјалдемократ. Челникот на ДПА, Арбен Джафери, беше социјалдемократ. И сите се повикуваат, едниот дел се повикува на Арбен Джафери, другиот дел се повикува на Али Ахмети. Едните се ученици на Али Ахмети, другите се ученици на Арбен Джафери. И двете страни се социјалдемократи, немаме десна партија. И затоа тие десните се заглавиле негде, не се појавуваат, а мислам поради тоа што како ќе одат работите. Да памтите како ќе одат, мислам дека како што се појави левица, една лева партија во македонскиот политички блок, ја мислам дека вака ако одат работите, ќе се појави една политичка партија кај албанците, ама со десна ориентација или центар десно. Јас памтам дека во Зошто Влен не се, кога е ВМРО ДПМН во коалиција со Влен, зошто тие сметате дека не се десница? Па, видите, јас мислам дека незадоволството ќе порасне. Во Влен? И во Влен. Сега Влен ќе има првично ќе има кој ќе биде преседател на Влен, дека вака како 4-5 политички партии да постои Влен е тешко. Веќе имаме и изјави дека некој прифаќа да биде преседател на Влен ако се согласуваат другите, ама дали ќе се согласуваат другите дека веќе внатре во Влен полека се изедначени со добивањето на општини или градоначалниците по општини. И борбата на суети допрва дали тие ќе го прескокнат својата суета за да прифаќат друг и така, тоа ќе видиме накнадно,
Меѓутоа, мислам дека сега за сега ќе биде мирно некој ден, меѓутоа ќе почнат проблемите. Немаме веќе унгарски кредит, или ако земеме британски, тоа е веќе нешто друго. Унгарскиот кредит не знаеме што се случува со Не него, знаеме, но ајде да го ќе видиме. вклучиме и Да, ќе Сефер видиме. Селими. Само едно Сакаше дополнение, да реплицира Сефер Селими. Добро? Мислам дека за еден села, значи политиката и досега шетер, дека може да тоа е како Да се дефинира како Од десница. Арбен Џафери произлегува, извини. Извини, од Арбен Џафери беше најголемиот социјалдемократ во Македонија. Ама беше Мендуктачи. Па Мендутачи Сега- воопшто не, Мендутачи беше Да, ама- криминалец. Сега ама- не зборуваме Ама за за почетокот на ДПА. Мендутачи кога е умре или отиде Арбен Џафери, веќе пропадна партијата. Добро, Меѓутоа, ама тоа задањата- беше социјалдемократска Ево. идеологија. Само ПДП во Македонија била центар Добро, десна. ПДП беше Ништо да, и друго. ПДП Понатака веќе Да, и ПДП беше една од Но сега за Зијадин Села вели дека сега не може да биде десничар. десничар излегува од Па не, од порано за Кочан, за Кичево, беше во коалиција со ВМРО ДПМН, но кога дојде ситуација дали да е македонец или албанец во Кичево, тогаш што иако беше во коалиција, повика да се гласа за албанец, бидејќи тој не може да прифати да дојде македонец, односно гласањето е по етничка линија, бидејќи како стружанец, и тој него го знам изјавите, а тој сега и во последно време ова ја има улогата на десни. И затоа му фали малку струга, например, му фали малку за да победи. Значи, стружаните сакат македонците да гласаат за ама неговите изјави и Ги иритираат. Иритира и вика мене само Да. ми треба, знаеш, Да. од албанците, истото и сега. И на последниот избори. Пораснал во социјалдемократија. така. Немојте ве молам. Добро. Тој порасна. види Иако етничката има добар основа, кандидат. политичките партии во Македонија се засновани врз етничка основа. Етничка основа. И сега, А, веќе ли, може ли? Види, последиците тек ќе ги гледаме со време. Види, Ќе говориме и за тоа. Во Кичево, Добро, и за Кичево. мнозинство За се Кичево албанците. ќе говориме, И да во му- Брвеница мнозинство се албанци. Па, Зборуваме како за жители. резидентно или И- како Резидентно. Може ли за Тој Кичево може отишол следното? да работи, ама тука е. Весели, Жилалиште. следното прашање ќе биде за Кичево, само Да. Сефер Селими сака да се вклучи. Да, јас само сакам малку да се вклучам во тоа како е пакетирањето на пораки. Добро? Секогаш кога се зборува за статусот на албанците, кога се зборува за албанскиот јазик, кога се зборува за правишната застапеност, кога се зборува за достоинството на албанците, сите тие се толкуваат како националистички пораки од страна на политичките партии и на општеството во целина во Македонија. А ние забораваме дека ткивото и идеолошката парадигма на ВМРО ДПМН е националистичка. ВМРО ДПМН од 2017 кога ја изгуби власта. И така сакаше да го брани власта кога побегна господинот Груевски. И во 2018, и во 2019. Дури и во локалните избори, нели сега критикува зашто се зборува за национални теми. Во 2021 ВМРО ДПМН почна да се врати на власт само против Преспанскиот договор и договорот со Бугарија. Ништо друго не се памти од тоа. И нормално во 2024 со да ја вратиме Македонија назад, но ги доби тие избори со подигнување првин на анти-дуи сентимент, а со тоа се подразбираше дека се подигнува Антиалбански секогаш тој сентимент. Сега не можеме ние да бидеме дволични. Кога се зборува од македонска страна за етнички прашања, за македонски јазик, за брањење на македонските, тоа е патриотизам. А кога зборуваат албанците за собствените права, ние треба национализам. ова да го демистифицираме и да го извадиме од тие клечки на толкувања преку ова призма, за да можеме да доаѓаме до достоинствено почитување помеѓу албанците и македонците. И албанците и македонците и другите заедници. Ние немаме поголеми партнери
од едни на други. Значи, ние живееме, ги делиме истите маки, ние сме под исто небо, ние дишеме ист воздух. А секогаш наоѓаме начин тоа да го превртуваме и да го извртуваме кој ќе доминира еден на друг. Било тоа на локално ниво, било тоа на национално ниво. И да се распирува омразата. И заради тоа е моето прашање следно, кажав за Куче, може и се извинам Кичево, околу така наречената историска победа, но еве треба да одиме со реклами, па потоа после рекламите моето прашање дали таа радост на Мицковски, освојување на албански бастион како што е Кичево, дали следните бастиони ќе бидат на удар? Тоа е моето прашање, но останете со нас, одиме со реклами. Добро, се враќаме во анализа. И моето прашање до Север Селини пред рекламите беше радоста на Мицковски околу историската победа во Кичево. Дали подразбира освојување на следните албански бастиони? Дали тоа го гледате како некаква визија, желба? Не, видете, јасно е дека господинот Мицковски како своја цел, и тој го кажа дека имат стратегија и цел е да има тотална доминација и врз политичкиот фактор на албанците и одлучувањето во локално ниво. И тоа го има постигнато сега со овие избори. Значи, сите победници на локални избори кои доаѓаат од редовите на Вреди се кандидати на господинот Мицковски. И тука тој ја има завршена таа работа. Но само ќе треба да видиме, ќе сака да именува македонски кандидати. Тоа е моето прашање. Па тоа ќе треба да Кичево, дали ова почетокот Кичево во таа некоја голема приказна? Видете, за мене тоа за мене дури нема толку голема разлика дали е албанец или е македонец, колку е битно како се подредува под господинот Мицковски. Еве ќе ви кажам само еден пример. По јавното карање што го направи кон Вреди и кон Билал Касами, бие во Тетово со негде 75% албански граѓани, каде што има 2 универзитети. Во предпоследната вечер пред изборниот молк имаше парада на победа, така го нарекува, без ниту едно албанско знаме. Значи, индиректно тој им забрани тие да користат албанско знаме од страх да не го налутат господинот Мицковски. Што му треба македонец да е градоначалник кога тој може со албанец да владее како што он го замислува политиката. Меѓутоа, јас се согласувам дека ова не е здраво и ова ќе носи дополнителни последици, можеби не веднаш, но сигурно долгорочно тоа ќе биде. Колку што ќе трае коалицијата, Весели? Може па потоа трпеноски. Има општини што ги добил Влен, ги добил со мнозинско албански гласови. Ние треба да бидеме реални. Во Чаир и во Тетово помогнале гласовите на другите заедници, меѓутоа и без тие гласови они ќе беа победници поради лошите, невредни против кандидати предложени од страна на ДОИ или на коалицијата. Едно ќе ви кажам. Мислам дека тој тренд ќе почнува како што е Кичево, па и Струга е така. Добро. Струга не е кандидат на Вреди и на Влен. Тој е независен кандидат. Тој е кандидат на Мицковски. Он првично изјавуваше дека мене ја давам оставка од кандидатурата ако сум кандидат на ВМРО ДПМН. Меѓутоа, по изборните места се гледа дека он повеќе гласови добил од граѓаните македонци, отколку од граѓаните албанци. Значи, Влен го поддржуваше него. Меѓутоа, Влен со гласовите на Влен он не можеше никаде да оди, дека се знае Струга и се знае гласачкото тело на Струга. И сега јас можам да кажам слободно дека Менди Чира е изваден, како што е изваден, не знам ја натаму што мисли, меѓутоа есапите од дома на пазарот не излегува. Што е страшно македонци што гласале за... Абе, ние сме партии по етничка основа основани.
Кој е мешовит? Колку албанци имаш слушаните не се колку цело албанци ВМРО? имаш во ВМРО, колку албанци имаш во СДС, ако имало некој сега Има. ние да нема, Сега, ако гледаме колку по македонци електорат, има, имаш, сигурно. колку македонци имаш во Влен, колку македонци имаш во Дуј. Во Повеќе има етничка албанци основа се и во оформени. ВМРО, ДПМН, И сега, види, има и во ако СДС, доаѓа, колку ще има ако во доаѓа албанските друг партии. да ни го крои капата, тогаш што треба да постојат албанските политички партии? Ни Влен не треба да постои, ни Дуј не треба да постои. Ајде ќе излеземе, кој сака нека победи, ние само како овци ќе одиме. Немојте така. Не, Види, не е овци. ние сме мултиетничка Значи, за држава, мене- ние сме за мултиетничка мене ќе гласаат држава. сите. Еден по еден, трпи, Мултиетничка после ќе- држава, каде што ја признаваме унитарноста на оваа држава, дека тоа е дел од рамковниот договор во Охрид, тој е мировен договор, рамковен, мировен, меѓутоа партиите се врз етничка основа. И сега ако мене во градот кај се мнозинство албанци да ми одредува некој друг, тоа не прифаќам. Не ВМРО, било кој. Воопшто Било имате ли кој. град? Ајде нека сега ама Трпеновски нека реплицира. и друго, Кичево. Да. Истото и Брвеница, ве молам. Тие ги знаете изјавите денеска, ги слушате од граѓаните. Ја ги Па слушам. не во едно село или во многу села, викат. Тие граѓани што гласале за кандидатот тој X, не сакам да го, тој вика ни на свада да не ми дојде, ни на смрт да не ми дојде, ни тоа. Прв пат се слушува ова. Прв пат се слушува во Македонија ова. Ја не викам дека тоа е добра организирана поставеност и ја им честитам на тие победници. Меѓутоа последиците ќе ги имаме. Мендичира ќе биде под влијание на други, не може да биде дека пред Мендичира советници имаме- во советот ќе има таков облик различен што он не може да И работи. пред мен дечира Ајде нека имаме ви Рами Смерко. ајде нека ви Рами реплицира Смерко. Трпеновски. Рами Смерко беше Рами кандидат Смерко на политичка партија, Мендичира кого? не е кандидат на политичка партија. Ако го Он е кандидат, не знам сега Ако кој го направи, поддржува, ама он е Рами независен. Смерко кој го направи? Дуј. Не. Дуј го направи. македонци. Ама па ја реков Кога малку Зоран преска Заев, дека коалиција имало и порано. заеднички имало. Нема, ама ја не го Нека заврши Трпеновски. Ево, заетнички партии викат. Етнички Зор- партии имам. Зоран Заев, кој дојде едно општество за Абе, сите. еднаш беше тоа. еднаш, ама 80.000 албанци гласа. Абе, Значи, еднаш во беше Тетово, тоа. Зоран Кај Заев. денеска, Да, кај се не тие беше- албанци што беа кај Заев? Се молам, немојте така. Сега не е Заев. Сега разговараме Не за Заев, тоа. бо Заев ти е најголемиот Не, криминалист во дозволите држава, да- он ја упропасти целата Добре, држава. нека го апси ВМРО. Па па му го даде Струмица, му го даде, не знам ја кои комбинатори ги се тамо, немојте така. Али, Зоран знаеме Заев. луѓето да ние не беше порано. Зоран Нека Заев. заврши Трпеновски. Да не беше Зоран Заев. Вие заборавате на локалните избори. Чај, Зоран Заев му го доби на Али Ахмети. Па добро бе, не Тетово, викам дека ево не така, имало коалиција. Може да докажам. Ама ти кажам дека Теута да. Рифи, Зоран Заев и СДС ја доби. Струга, Рами Смерко, СДС, односно Зоран Заев, го жртвуваше својот кандидат во Струга за коалицијата да биде горе успешна, Дуј и СДС, бидејќи Ама Дуј него му- Костивар го изгуби, Тетово беше пред губење, Чаир беше пред губење. Океј, бе, прифаќаме све. Албанците баш река, баш му пушта порака, оставине и ние да ја осетиме промената. Во Тетово, значи со јас бев Теута Рифи. Со влезе гласовите на Да, СДС, влезе- Теута Рифи стана ама влезе председател, со Зоран нема никаков Заев, проблем. Во Домот на културата влезе Зоран Заев во Домот на културата и цела сала стана на Зоран Заев и на Теута Рифи. Али Ахмети седеше на столчето. Значи, мабетот ми е и Кичево и Струга, дај но што етничко гласање. Значи, Кичево, дај да го искористиме обратно. Тоа е победа на мултиетничноста во Македонија. Значи, све окей, значи може дај да го видиме. Значи тоа плюс беше со транспарентно првата коалицирање, негова- ова е Или, нетранспарентно. Значи 1800 Немој така, гласа, немој. 1800 гласа од албанците гласа за докторот од Кичево. Кој ги повикал тие да гласа? Не знам. Ја не знам, и ја не знам. Ево, Стварно ја не не знам. кажам. Ја не. А во Не времето ме на интересира. Рами Смерко јавно отишол Зоран Заев го поддржал, Не го Теута повика. јавно го поддржал, Гостивар јавно имало Не. коалиции секогаш имало. Рами Немојте така Рами да Смерко беше аутсайдер и во 10:35 изненадно системот струја системот снема и изненадно во 15 за 11 опа Рами Смерко дојде втор круг
па го средија на еден села, направија горе, го средија на еден села. Завршивте Трпејски? Добро. Дај да го искористиме ова и струга, ова мултикултурата. Дај да испустиме Кичево 40% е празно, струга, Татеши, Источна Македонија. Дај за тие работи се, дај да го видиме. Ако работи проекти, ако работи како што треба, што е страшно? Тоа е последниот град во кој што се гласаше по Се разбира дека не е страшно. Се разбира дека не е страшно. Најдобрите во државата треба. Но моето прашање беше, ајде се Само за интерес. Само ако Се Ферселими, да. Значи во принцип ова не би требало да биде ни дел од Дел од разговор. дискусија, дел од да се дискусија. разбира. Во принцип тоа не би било, не би требало да е. Меѓутоа реалноста е друга. Значи Добро. кога зборуваме за водење на општина од страна на еве сега македонец, албанец за општина, еве на пример општина Бутел. Да. Каде што веќе се 50-50 и албанците и македонците. Ама Луботен гласа. Само така? да, само слушајте ме. Значи, поттикот не е етнички. Дискриминацијата институционална е етничка кон албанците. И затоа на албанците им прилегува тоа дека треба да имаме албанец кој нема да не дискриминира. 20 години дуивеше бе албанците во власт. Имаше конкретни имаше насочувања конкретни зашто во Бутел е битно да биде албанец, не им дават дозволи, не им дават, значи има нема вработувања во локалната самоуправа, нема раководители. Значи тоа е одразот на едно општество. И покрај сето тоа во ја- Луботен и ја би 400 гласа, да, албанци гласаа за Разликата е друга. Ама чекај. Луботен. Луботен, Кандидатот што за се случи во председател, Луботен? кандидатот за Не. градоначалник на Бутел беше сам во Љуботен. И тие граѓани му ги дадоа, кој има заменки во тоа? видете, Кај бил и кандидатот на Добро, Кичево во кој Ферселими, село албанско? нека заврши се тоа е- Ферселими. тоа е прво. Добро? Значи за Второ. Луботен направи доста градоначалник. Само нека заврши Да, Селими. нека заврши, извини. Прво е тоа. Второ, значи многу е битно од која позиција се прават тие коалиции. Значи сега ја би кажав само еден прост пример како господарски се однесува господинот Мицковски кон тие кандидати, како прво. Ама зошто и се согласуваат да прашаме? Па затоа, јас Немате ви реков, Мицковски да биде виновен, а сите не, да воопшто бидат не е Мицковски. амнестирани. Господинот Мицковски е многу транспарентен. Значи он Зошто би биле една тие и пол, амнестирани? една и Понизно, пол, зошто би се однесувале? ние сме зборували 1,5 година господинот Мицковски става мораториум за македонски прашања, Да. ама се занимава со етнички прашања на албанците. И тој го прави транспарентно. И транспарентно го прави мораториум на албанските прашања има. Да, ама од страна на албанците, а он може да ги толкува. Тоа е разликата. Да, но мораториум И да ни се второ- отворат важните да, прашања. И За тоа говориме. втората причина е зашто тие се влезени во владина коалиција како губитници. Значи, господинот Мицковски буквално ги земал поради тоа што он имал преференција, не зашто ги изгласале албанците. Да. Тоа е разликата. И сега ги поставува како победници. Како шаховска табла. Да, ги поставува како победници во тие Да. општини и нормално дека оние ќе бидат должни на господинот Мицковски. Затоа ви викам многу Во е таа позиција многу е се битно. ставаат. Тоа се случувало во Гостивар, каде е перфектен пример за соживот, ја доаѓам од Гостивар. Значи ние цел живот сме имале такви гласања кроз етнички. И тоа би требало да биде нешто најнормално. Меѓутоа, во сите тие договори имало и дополнителни договори, зашто македонците би му давале поддршка на еден кандидат кој е од друга партија и од друга етничка заедница. Нормално. Си барале дозвола за црква, си барале раководни позиции, си барале вработување. Тие се политички договори кои се прават. И нашиот проблем или реалност е дека ние имаме политичка сцена со политички партии кои се етнички. И натпреварот се прави И тоа е реалноста. Од тоа не можеме да избегнеме. интраетнички и меѓуетнички. Тоа е реалноста на Македонија. Да. Дали се согласуваме, Дали ни се ова допаѓа, добра, но тоа е сосема реално. друга Но работа. треба да се работи на промена. Апсолутно. Значи, ја ви кажав, Мора ние да се работи на некаква промена. албанците немаат поголеми партнери од македонците.
А македонците обратно сигурно е. немаат подобри и поголеми Па тоа е партнери. обратно важи. Да, ние тоа треба да го најдеме тоа партнерство. Се разбира. Ама Затоа тоа треба да се партнерство не искористи може да се Кичево. прави од две други, од позиција еден од погоре, другиот само треба да Видете, Да. треба на победниците да им се честита. И на градоначалникот на Кичево му честитаме. И на Мицковски ќе му честитаме за се тоа што направи. Меѓутоа, разликата меѓу Бутел и Кичево е огромна. Во Бутел, кандидатот за градоначалник отиде во Љуботен и во многу албански села бараше глас. Дека човекот работел, Зошто не му дадоа работел, глас? бараше глас. Каде кандидатот за градоначалник на Кичево беше во една албанска средина? Ве молам, кажете ми една. Сега ќе да беше. Нема е ни една. Не? Па беше. Кај Беше? беше? Трпеновски Кај вели беше? да. Второ сега, Кај беше? па беше и по селата. Второ. Каде па беше, сопругата кажи му- ми едно. Абе сопругата сега не ги знам јас сите села да те ги да ги набрам. Али ти беше што во кажуваш Кичево. сега, да ти кажам јас. Сега, Султан Па, Мемет има да. ќерка И на како Бранковиќ, гласале, ама империја Како турска, османска. Како Немојте гласале така да говорите. 1800 албанци гласале за него. За- Тој е докtor. зашто? Сопругата му е албанка. Па нема тој фамилија. Значи, Ги знаеш, ја не сакам да влезам во приватни работи, ама не сакам Види. да ја спомнам. Не, Ама не сакам, немојте, не сакам. немојте, Не само сакам. се Семеј- разбира. Семејни Али- не сакам. Тоа дека ќе ти давам, ќе ти кажам да, после. Изјавите што викате од кој, од градоначалникот или луѓето. Јас ги гледав видеата сите од това. Немаше триумфализам, имаше славење. Немаше со многу кој знамења. знамења се славеше? Имаше Со знаме од Не, Вергина не. кој е забрането со устав. Четири. А ако едно албанско знаме излегува негде, не може, а уставно е. Немојте така. Не, не, не. Не, имаше и сакаш да ти знаме. кажам како се славеше во Ево Кичево? да, ево. Па ја ги Да видам. види со химна. Кичево е македонски Сите, град, па не чи знам, бил до сега? Чи бил до сега? Македонски Кичево град, град на Македонија е, не е на македонците. Град на Не, во не, Македонија, така. каде Таму се- живеат така разни се етнички они- заедници Да, и да, кои имаат живеат. добри односи помеѓу Живеат. себе. И тие Ама гласале за навечер македонец. ги виде Имат- навечер Брорин, сега во све- Тетово сега виде, све не видов, во видов Тетово не првеница. рекоа Тетово албански град. А во Кичево викате Кичево е македонски град. Ева и Касами доби во Тетово. Ама Аллах нека му е, ни еден Види. не рече дека Тетово е албански град. Честитка. Немојте сите. така. Али Значи, за не е Кичево, честитка види, јас тоа. знам дека многу боли Тоа е Кичево. мржња, што Многу види, боли Кичево. таа ама мржња, таа дај да го мржња ќе го искористи. внесеме доле. Не, Јас се дај- плашам дека луѓето ќе ни се ќе почнат да се мразат доле. Не, Ја не Кичево- сакам Различна тоа. представа, Кичево е Трпиновски и мултиетничко- Весели. етничност, што И може- Сефири. Ве молам. Имаш и совет, чекај да видиме и советот, така? Мора заедно да соработуваат. Ја и да добијам, ја и Вергина. Може ли да завршиме со приказната околу Кичево и албанскиот блок и да го видиме малку македонскиот блок и СДСМ? Инаку може сите да констатираат и гледачите дека имате различен приод Па нормално, и да. слика Почитуваме како нас- изгледало, мислење друго. дали Да, имало без разлика, славење што не се или согласувам. жалење во Кичево. Но околу СДСМ ме интересира. Венко Филипче кажа, еве, Сефер Селими, дека не помислува на оставка. Повторно тоа го повтори практично, но најавува реконструкција, реформи во раководството на СДСМ. Зошто не почнува од себе? И зашто и членството не, доколку тој не би почнал од себе, зашто молчи членството? Како прво, ја мислам дека господинот Венко Филипче треба да му го избриши бројот на телефон на господинот Заев, да ги прекине врските со него, а тоа нема да се случи. Значи, Венко Филипче се прецепира и действува со наредба на господинот Заев. Господинот Заев се уште е председател на СДСМ во Сенка. Во Сенка, да. Тоа е факт, тоа е вистина. Значи, реформата прво би требало да почнува со раскинување или одважување на господинот Филипче, он да биде председател на СДСМ. Прво. Второ, ние не видовме во СДСМ една анализа надвор од тоа дека Дуи ни е криво. Значи, најголемата политичка партија во власта бара кривница во Дуи за тоа што оние го распуштија власта.
се распуштија по корупција, криминал, бенефици, А главниот привилегии. виновник беше Дуи. Да. Во И вие, нивните очи. во промената, кога господинот Заев даде оставка и господинот Ковачевски ја зеде власта, тоа беше безвластие. Значи, немаше кој да ја води државата, значи немаше контрола врз државниот апарат. И нормално дека вие имате политички чинители кои ќе го искористат тој моментум. Францускиот предлог беше во тој Да. период и И тоа беше нормално, одлично окупирано од ВМРО ДПМН. И вие нормално дека ќе имате во политичка сцена, вие не сте во празнина, не делувате во празнина. Да. Имате 100 актери кои сакат да ве саботират, актери кои сакат да ви помогнат, актери кои имаат интереси, актери кои твојот интерес е за нив неприфатлив. Затоа СДСМ како државнотворна партија, политичка партија која најде начин да се издигнува над овие етнички прашања. Ја имаше одличната можност да креира општество каде што етничките теми нема да бидат повеќе проблем за искарување помеѓу себе, туку ќе бидат нешто што ќе не сближат. Тие ја злоупотребија таа можност, не успеа до крај да ја реализираат таа приказна и ние сега се доведовме пак и јас лично како условно кажано млад албанец, политички ангажиран во јавноста. Ја на ВМРО ДПМН нема да им простам зашто не врати пак во овие исти теми, каде што треба да зборуваме за исти овие глупости, кои сме ги пробале во минатото и секогаш сме добиле ист резултат на крај, наместо да зборувам за подигнување на квалитет на пресавување на моите политички представници, за подигнување на квалитет на политиките кои произлегуваат од тие политички партии. Да. Значи, извештајот на Европската комисија доаѓа за некој ден. За 3 дена. Никој веќе не е тема. Значи не говориме како ова држава ќе биде говориме како македонците и албанците поодговорна, потранспарентна, се враќаме во теми живеат во слога и мир. Да, се враќаме на теми кои требаше да бидат завршени и да не се провоцират и да се враќат назад во политичката агенда. Меѓутоа, за жал, ВМРО го направи ова, а за ова јас ви гарантирам дека и младите македонци, но и младите албанци нема да му простат. Добро, ајде трпеноски една анализа за СДСМ. Веќе го споменавте таа визија на Заев за едно општество и заеднички мултиетнички живот, која не успеа да се согласиме, односно сега почнува да се злоупотребува во лош правец да оди. 4 точки во СДС што ги изгуби катастрофално и изборите, финале беа локалните избори, тоа се односот со Дуи, бугарскиот предлог, проблемот со пасошите и измените на кривичниот закон со кои што многу осомничени за голем криминал беа ослободени од претежно од ВМРО ДПМН. Добро, ама небитно. Дал ВМРО можда имало и од СДС, не знам, а небитно. Битно како процес за сите слава за тоа. Потврди во правна држава. Зошто Венко Филипче одбива да даде оставка? Околу тоа прашање и зошто инсистира сите останати да се реконструира? Венко Филипче, тој прве кратко дојден во СДС. И мене ми е теоријата како СДС добро го познавам. Не е проблем, и Венко да даде оставка, сите да дадат оставка. Ево јас да дојдем лидер на СДС. Идеологијата, основата која што има СДС, ја има напуштено, не постои. А кој е парадоксот? СДС, значи корените на комунистичката партија, партизаните, СКМ, ПДП, АСНОМ и така натака. И дојде изненадно СДС ги брани бугарите, а ВМРО ДПМН. Значи цел живот се мучил, беа улицотворени како бугарофили, врховисти, не знам, и со други улогите сега се сменати. Сега тие се партизаните, АСНОМ и има таа криза на идеологијата. И ако сака СДС да се реформира, како што и Дуи треба и сите, мора значи да се врата дали на основите на нивното постоење. Ако сакаат
да имаат успех. Небитни се, значи кадровските сега, секој може, ама ево ќе дојдат. Која ќе е програмата на СДС? Дали ЕУ, дали НАТО, што тие ќе има? Знаеш, и мора тие сами со себе да земат на огледало, да се видат и да видат што сакам јас понатака да биде со моја партија. И со државата? И со тоа се знае и со државата, бидејќи СДСМ е државотворна партија, сите клучни работи тешки ги има и во ваше време кога бевте ПДП, ги има СДС донесено. Добро, Абдулјади Весели, Јас- околу иднината на Венко Филипче и на СДСМ. Не знам ја сега, тоа е многу... Зашто Аглија Ахмети Голем беше знак прашалник што темелот ќе на биде, тој, да. но Венко Филипче не е. Венко Филипче, јас се согласувам дека Венко Филипче е подценка на Зоран Заев. Прво, со него треба да расчисти, као прво. Второ, Венко Филипче е добар човек, добар политичар, меѓутоа со едно раководство кое му ги предлага друг. Он треба да има собствено мислење, собствена визија и да ги врати сите социјалдемократи кои ги избрка Заев од социјалдемократската партија. Ја мислам дека мнозинство од тие луѓе кои ми беа и колеги неколку години, кои беа и во владата и во целото општество, тие луѓе се надвор од политиката кои можат да придонесат многу за социјалдемократите во Македонија. Меѓутоа, дали ќе го прави тоа Филипче, јас не знам. Ако не може да го прави, подобро е да оди да му пушти место на некој друг кој стварно ќе доаѓа и ќе ја врати целата таа гарда назад. Тие сите имале раководни места, сите работеле за ова општество, сите работеле за ова држава и тие треба да се вратат, тогаш може СДС да оди напред. Дека види, јас сум рекол и на моите, и уште ми го спомнуват, на моите најблиски пријатели и социјалдемократи, и албанци, и македонци, и се друго, сум му рекол дека Заев доаѓа да профитира и да си оди. И така беше. Меѓутоа, не треба веќе да биде таа сенка. И со кандидатите сега предложени, јас мислам дека еден Костадинов кој можеше да победи во Струмица го избрка надвор. Кој, зашто? Сите знаеме. Не мора да... Меѓутоа, тој мора да се реформира со старо-нови кадри. И старите кадри му треба дека Да ги стварно привлече? да ги Добро. привлече во самата партија, а да ствара, да донесе и нови кадри. И свежа старо новите кадри ќе можат да ја просперира таа партија. Види, и Мицковски, кога и дојде во ВМРО имаше проблеми. Меѓутоа човекот се снаоде. Направи тоа, направи еден рез, два реза, донесе други, денеска ВМРО ДПМН ги држи трите власта. Зашто? Тоа е добра организациона поставеност, добра стратегија, политичка идеологија и тука треба да го поздравиме. Сите треба да работат така. Постојано го поздравувате Мицковски оваа Па не, емисија. кој дојде, не во оваа емисија, не го поздравувам, го зборувам реалноста. Да. Он има многу други грешки, што јас ги спомнав. Да. Меѓутоа, собствената партија, он ја заздрави. Кој дојде он на чело на ВМРО, знаете што беше? Груевски беше пред избегање. Тоа беше распадната партија. Пред распадната партија, дека Дуј не направи тогаш коалиција и почна ВМРО да се распадне, почна да бегат луѓето. Мицковски, тоа е реалност, он ја заздрави партијата. Тоа треба да го направи Филипче или некој друг социјалдемократ кој ќе дојде на чело на социјалдемократијата. Гледате ли таков човек, на крај сме? Има полно, во социјалдемократската партија има колку сакаш. Добро. Има, многу ги има, јас што ги знам. Многу ги Но има. имиња нека не спомнувате. Па нема имиња, јас Зашто не можам да идеја да одлучам, не- ја не можам да одлучам Но за додадете нив. идеи. Меѓутоа и не е добро јас да кажам, меѓутоа ние во кулуари го Се е работиме, добро. го зборуваме тоа. Секакви Меѓутоа анализи се јас добри. мислам дека тие може да бидат, дека нема друга. Види, левица испаѓа, тие се гласовите, не можат да бидат повеќе. Иако Амар доби сега 60.000 гласа, што е за поздрав за него, меѓутоа он ги доби тие гласови кои беа
спротивни или против ВМРО ДПМН, он ги доби, не сакаат да му ги дадат на ВМРО ДПМН. И тоа е со победата во Скопје најниска победа по бројки до сега што се гласало во град Скопје. Меѓутоа победник си е победник. Меѓутоа едно сакам да ви кажам. Ова што се случи на овие избори, посебно условно кажано во албанскиот политички блок, посебно во Кичево, последиците ќе ги видиме. Ја не знам што толку од кого да го вратиме. И Фатмир Деари, не зборувам за имиња, и Фатмир Деари, и Фатмир Лимани, и Александар се жители на ова држава, на тој град. И од кого го враќаме, без разлика кој бил и кој доаѓа. Селиме ве молам. На крај сме. Не, сега ми поттикна друга размисла, зашто кога мислиме на овој начин, зашто им беше битно толку многу на сите политички партии да се здружуваат да го поддржат еден македонец, ако нема врска дали албанец, дали македонец. Тука го поддржува и албанските партии, пречутно изјавите. Која е албанска политичка партија која поддржи? Не, ево за Кичево. Ама јавно нема. Јавно нема. Не, Касами. Јавно немаме. Касами во Албанија по Касами рече друго. Ние ќе го поддржиме Влен, ова Дуј да не поддржи нас. Вака беше, извини. Ние албанците да се поддржиме меѓусебно. Ние ќе го поддржиме Дуј во Кичево, ние ќе го поддржиме Дуј во кај беше на друго место, не знам, ама и Дуј треба да не поддржи во Долнени, во не знам како. И потоа Мицковски постави тоа прашање. По изјавата на Мицковски и Касами пака ретерираше и што бидна? Значи Фатмир Лиман имаше изјава културна, што е за мене многу добра, значи во мултиетничноста одеше и зет меѓути ова тие пречутно дадоа поддршка. Касами Брвеница, ај сега ќе се налутат како што им зборуваш. Бидејќи не можеше да се победи. Стварно добар кандидат. Требаше да говориме за левица и знам, но сме на крај повторно се вративте на македонско-албанскиот блок. За Влен мене почеме ме копка за изборот на лидер. Океј, мислам дека тешко ќе биде. Да, ама клучно ќе биде, знаеш зашто? Кој ќе биде лидерот, сите знаеме. Или Касами, или Меджити. Што после? Било кој да го избере. Интересна тема за. Интересна, ќе остане во влада, дали ќе излезе од влада и други некои комбинации. И тоа прашање мислам многу ме копка и од тоа прашање ќе зависи доста работи. Мислам дека кој ќе е лидер, дали ќе остане некој или не. И мислам или ќе останат вака. Или вака. Али случувањата што беа во Брвеница, сега ова мое на крај сме ме води дека Касами пола нога може и да излезе. Али тоа е моje лично мислење. Ако грешам. Јас благодарам што бевте гости. Тој Ачим Рамадани стана ерој на Македонија.